српска географија има едно делче интересно. Режи? Сега ќе прочекаме, ќе видиме. Не, кој ќе најде ќе Навлеговме во политика. Не, добро. Да. Ова е не добро. со ова случајно моментот со бугарите, актуелното случување сега преговарачкиве тимови од двете страни. Значи, и обидот на Заев да не дискредитира до максимум. Значи треба да имаме свое познавање, свое сознание. Ако ние не го знаеме, не знаеме ништо да зборуваме. Така. Човек што не знае математика нема да иде некој да положи испит. Сега ако не седне да вежба, ништо. Значи ова е грбот на цар Душан. Знамето. Мислам дека е добро да се спомене, затоа што ние во нашата историја имаме, се ќе причека баш тоа е тоа, после ова ќе ги пушти за географија за средна школа. Во нашата историја учиме Самуилово царство, учиме Душаново царство. Никако не го знаеме името на тоа царство. Никаде во свет нема царство по името на владетел. Никаде. Само кај нас. Ако е така, кој е Душановото царство? Дека се дадени грбовите на сите кои што учествуваат во Душановото царство. Можеме да идеме на следната слика Душановото царство кај што беа? После ќе ги вратиш, да. Е така. Ова е цар Душан и неговото име цар Стефан Душан и сега следното писмо благочестивиот има еден текст, така, ова му е на неговиот дедо, меѓутоа е најдено и стои, вика благочестивиот во Христа возлюбен цар Стефан и одоздола по Стефан читаме македонски и понатака пишува владетел на автократ, односно тој владетел на волгари, сораби, ромеи, влахи и останати кои што живеат во ова царство. Значи тој е превод. Ако човекот се декларирал за македонски цар, така, и ја зел македонската круна, што таа била достапна, таа некој мора да му ја даде. Таа круна ја давале свештениците кои што биле врската помеѓу боговите, односно божествата или Богот врховниот татко наш со земјата. Тогаш кој е името на царството? Многу едноставно прашање. Нема друга логична. Нема друга логична. Да. Сега ќе се вратиме на таа книгата. Таа е една книга која што најдов текст и се потруди едно пријателче на интернет ја најде книгава од eBay, ја купи за 800 динари од Србија и пишува. Сега ќе кажеме, ова го донесе кај мене и ова е скенирано кај мене дома. И тие слики што се објавени од оваа книга и фала му на Бога до сега он ја чува книгата, вика што да ја правам, ако ја сакаш да ја дадеш у музеј, не ја дај затоа што ќе ја снема од музеј. Ќе ја снема, дефинитивно. Ако ја даваш, дај ми ја кај мене, ќе ставиме у кеса и нека стои кај мене. Се мислам дека се уште стои и дека ако дојде ќе ја чувам. Меѓутоа е скенирано. Да му е подари на Борис. И овде пишува географија Василија М. Симича, ученикот тречек разреда гимназија 6 октомвра 1880 године Београд. Идеме на следната слика. Зошто ова го читаме? Ова е географија за средне школе изради од Драгашевиќ. У Београд у државни штампари 1871 година кошта 5 гроша чаршија. Време на Обреновиќ династија. Значи 1871 година. Што учеле тогаш во тоа време? Да видиме. Еве, да видиме следната слика. Ова лево има југоисточно полуострово, има мислам исечок од тоа југоисточно полуострово, да биде зголемено. Следната слика е одма, еве го. Југоисточно полуострово, историја староседеоци овим земјама бијаха у древна времена неки словени. Пазете, ова не е ни денешен српски некој мешајна. Кој има имена не знамо. Можда кроз дуга времена многу изметнути или променени би рекли денеска. Тоа су данашни македонци. Но као што свуда у свету бива да дошлјаци преузму владу над староседеоцима, тако то и овде бивало непрестано кроз све векове. И на изменце пењаху се на значајну умну висину или ти државну владавину различити народи. Ова денеска да го состават у Србија, мислам дека не би можеле побаво. Идеме на следната слика. Овде десно доле опишува, значи во книгата, кои се хрвати, кои се староседоци и еве за македонци. Има два дела. Македонци се најстарии словени на овом Илирском трополју, него викаат Балкански полуостров, Илирском трополју, а можда и Европи, и преку нив су прелазели и владали сви народи
кои у току многога времена или еден поред другог или еден иза другог боравише овим земјава. Они данас запремају скоро сву обалу Белога мора и на истоку мешају се с бугарима у Тракии. Следната страна точно ќе дојде. А на западу с Арбанасима у Арбанаској и Еперу или Иперу, а на северу граничи их Шара планина с Србима. И при свем том, што се у ниховим обичајима и у ниховом језику може да наđe трагова сви оних народа, кои овда и онда над нима владаше, нарочито Бугара и Срба, то опет и данас карактеришу се они самостално и стоју средини измеѓу Бугара и Срба. И сега вика за Бугарија. Бугари су за ово полуострово исто тако дошљаци према староседеоцима македонцима, као и Срби. И данас запремају својо. Значи дошљаци и бугарите, србите на остров. Мада јас не се сложувам со тоа. Заев. Мислам да ти пратиме снимка од ова да го прочиташ. Можда до сега си бил неупатен, па да извлечеш некоја полка. Еве ти тоа што самите наши соседи не сега го пишувале пред 140 години. Значи тоа учеле, тоа било географија за средна историја за школа. деца. Така. Географија за средна А школа. средна школа во тоа време било малте неко сега да учиш академија. Тоа било страшно големо, средна школа Да. били најучените луѓе. Најучените луѓе во Србија за време на Обреновиќ кажувале дека македонците се најстари на Балкан. Така. Можеме да пуштиш други слики ако дојдат. Така. Сега ова е Франц Миклошчич, кој што е најдобар пријател на Вук Караџич и му ги достава сите историски извори за Србија. За Србија Вук Караџич вели да су се Македонија српски звале све земја народа нашега. Потврдувајќи се дека Македонија се викала порано Србија, што најверојатно се однесува на Душановото царство, Историја српскog народа, наслов Обнова Печке патријаршија, еве и книгата може да се барат луѓето, глас српски, Бања Лука, Београд 97 година. И каде што се пее, вика во прилог на стари српски песни, дека Печ и Смедерево се македонски градови. Имаме на сајт, ќе ви кажам, значи точно преска ви го покажав сајтот. Има сајт Смрт Војводе Каице, најлепша поезија епска, каде што пишува дека значи пројавише Војвода Каица после Косовскиот бој со Ѓурас Бранковиќ. Со Ѓурас Бранковиќ из прекрасна земја Македонија, из прекрасnog града Смедерево. Смедерево е над Београд. Значи тоа било се Македонија. 1804 година се нарекол Македонски полуостров и не постоеле држави. Како се формираат, така се формираат државички, им даваат други имиња. И они се отцепуваат од мајката. И се создава нација, не народ. Родот е еден. Ако би рекле од денешна гледна точка, тоа е словенски, ама од тоа време е македонски род, старо време. Родот е македонски. Нацијата е или српска, или бугарска, или хрватска, или било како. Затоа прашав прашањето, зошто словенците би се викале словенци, кога они, и ние сме словенци, ако е така. Така е. Од каде името на нивната држава Словенија? Нема логика. Или Словакија. Значи има зошто, само треба да размислуваме. Идеме понатака со сликите, ќе биде поинтересно. Ова е 3-месечник печатен 16 век во град Скадар од некој господин Стефан, каде што кажува, еве доле, сврши се сна божества книга од рожества, и кажува која година, нели со ете го истиот начин на објаснување, на како во древното македонско писмо броевите се со слогови и овдека се со символи, не броеви. Месеца децембра в страна македонских во отачество в граде Скендери, манастри, Занети. Зборува за Скадарско езеро, град Скадар во денешна Албанија. Така, и денеска во грбот во знамето на Црна Гора имаме лав. Лавот е земски символ на Македонија. Од каде им се појави лав? А они се декларирале дека се под јурисдикција на македонската на Охридската архиепископија. Они биле македонци. Па Црна Гора е, имаме Скопска Црна Гора. Така. Црна Гора, мислам, е дел од еден топоним. Имаме, значи, ајде еве галичаните, таа нивна носија. Ја имаат како Црногорица, мијачката и далматинската личка. Црногорската во 90% исти. Така, тоа не е случајно. Не. Тоа се истиот символ на луѓе, иста крв, не сме исти роднини. Не сме роднини. Сега имаат падежи, па Вук Караџич која сменил граматиката им ги ставил падежите. Така. Старите народи немаат падежи, другите имаат.
Хрватите задржале некои стари зборови. Они викаат дома. У српскиот език нема дома. Нема. У зона Замфирова вика куде чеш зоне, идем си дома, куде татка. Не вика идем кучи код оца. Така е. Значи не е тоа српски. До Ниш нема падежи. Нема. На Ниш има падежи. Не знам дали е точно, дали го гледале со превод зоне Замфирова во Белград. Не знам, така зборат се. Ја И да сакам појдат зборам. денеска во Врање, посебно во Ниш, нашите граѓани може да го слушнате го. Така, и кога ми Не пишуваат, изуми. пиши, тоа е Стара Србија. Е, добро викам Стара Србија. Зашо не научиш ти старосрпски тогаш? Така. Научи старосрпски, бе. Ако е Стара Србија, треба да си ги знаеш Прати се коренјата на од корени. кај ти си. Збори го тој јазик, не го збори тој што ти е наметнат. Се лутат, кога дошле волгарите тука, јавале нели на неоседлани коњи, нивното знаме било копје со конјска опашка. Тоа се водачи од типот на Аспарух, Кубај Кан, Кубрат Кан и така натака. И тоа се нивните идоли. Тие се 10 до 15% кои што освоиле од населението тогашно што го имаат освоено, не успеле да им го наметнат јазикот и културата, меѓутоа им го оставиле името волгари или българи после. Да. И они самите себе се нарекувале булгари. Томче Сирков перфектно го објасни тоа. Така. Значи нема што да додам. Али зато интересно е што најдов на слика еден текст од градот Стрелча и слободно иди понатака. Ќе дојдат, ова е Аспарух. Значи гледаме дека физиономијата на ликот нема врска со нашата. Антрополошки. Од другата страна на земјината полутопка. Така. Ајде на следната слика од градот Стрелча. Овде, добро, овдека нешто што кажуваат бугарите и затоа е потврстено дека самите викаве во Мала Азија, средното ќе кажеме, кои што ги превеличуваат сите своји богатства, но грците гледаа на хегемонијата на македонците каде што можеа да вредат безопасно, значи без страв, тоа го правеа. Во древноста никој не се смешал во грците и македонците. Во Библијата се зборува за македонците како посебен народ. Тоа го кажува од бугарски книги. И интересно е што најдов на интернет еден текст од споменик плоча. Ќе ја видиме сега на следната слика. И преводот е: споменикот на хан Аспарух е изграден и подарен на општина Стрелча на 30 јули 2011 година. Официјално откриен по повод од 1330 година од создавањето на булгарската држава и празникот на град Стрелча. Целосната идеја за тој споменик е дело на нашиот сограѓанец и родолюбец Иван Естатиев и е плод на традиционално добрите взаемни односи меѓу Република Бугарија и Монголија на општите ни родословни корени. И ова кога почнав да го спомнам, налетав на еден коментар од еден бугарин, вика: кој е тази паметњак, не подуха со оваа слика кој што е објавил оваа слика. Ова е диен. Диен. Крај. Значи немам зборови веќе што да кажам. Сега да си земе комисија за преговори, да се врати назад комотно, ова да му се стави. Значи, јас онака мој размислување можам да кажам дека бугарскиот јазик е македонски јазик. И тие се Дефинитивно. 80-90% македонци. Да. Пази, Тракија никогаш не била држава, а се први братучети на македонците, Македонци. родопите. Тракиците се најблизок дел од македонскиот народ. Они биле под управа на Македонија. Апсолутно. И цар Самуил кој ги освоил. Меѓутоа таму имало булгари. За да владее со нив, секој што сака правдолюбиво да владее, он се декларира дека е заштитник и на тие што живеат. Затоа и цар Самуил се прогласил и за заштитник на булгарите во неговата држава. За да тие се осетат дека он ги штити нив. Ако не ги штити, ќе се бунат, ќе дигнат бунт. Тоа е начинот на означување на царевите, како што и цар Душан го пишал, и царевите руски тоа се декларирале дека се прогласува за руски цар, ама и автократ или владетел и на сите народи ќе ги наброи кои се што живеат во таа држава, во тоа царство. И затоа и русите имаат царство. Ама на запад имаат kingdom, немаат Кралство. царство, имаат кралство. Таму е крал Ричард, ама не е цар Ричард, кај нас е цар Александар, и цар Петар и цар Иван Грозни, затоа што тие се наследници на руската, на македонската круна. Русите тврдат дека се дојдени од позади Карпатите и така И си официјалната учат. историја има. Мислам, официјалното образование тоа Да. не покажува. Ако ние учиме дека сме ние дојдени позади Карпатите, еве меѓу нас ќе ставиме преград и ќе речеме Да. овие се Карпати. Вие сте Македонија, јас сум Русија. Кој од каде е дојден?
Ајде да го решиме тоа кога Од дилема. после дека пади. Се од која страна? Така. Се на гостувањето на Аристотел Тентов во тоа место. Баш нели спомнавме, меѓутоа не го довршивме, да го довршам може моментот, каде што излегува го преведува тоа што е напишано на посадата, каде што вика се во суи во Бого. И го чита онака глатко Аристотел и србите, не може така, па тоа Радивој Пешич е превел, тоа е овако. И вика, добро, што значи тоа? И рускиот председател на Конгресот вика, добро, плоха, товариши Срби. Аристотел Тентов го прочита вака. Ако некој го прочита вака, јас имам право да му верувам дека може би точно. Апсолутно. Русите, служејќи се со начинот на дешифрирање на Аристотел Тентов, затоа што после тоа продолжила нивната соработка, не Западна Европа, значи зборуваме за рускиот дел на академија, после одреден број години му кажуваат, со помош на вашиот начин на читање, дешифриравме илјадници писма што ги имаме во Русија. Стари. Тоа е, не знам, огромно дело. И бугарите пробале да дојдат пак на тој конгрес. Меѓутоа, кога првпат ги повикале русите, не сме словени. И вика сега, пошто вие не се декларирате дека се словени, нема потреба да доаѓате на конгресот. И затоа тоа стои пред кирилска словенска писменост. Тоа беше на универзитетот во Санкт Петербург. Во Санкт Петербург Так. универзитетот неколку пати имаат објавено, биле поканети, меѓутоа довдека не можел никој да ги покани, затоа што треба некој да финансира да дојде. Во Египетскиот музеј дотида да сликаат камења со древно македонско писмо, да го сликаат каменот од Канопус, да сликаат други декрети кои што имат камен од Хавара, не знам, Хавара папируси. Значи имам најдено огромен број папируси со древно македонско писмо. Тоа треба векови за да го преведеме. Еден сам човек нема шанси да преведе еден папирус, затоа што ние не Нас ни сме треба буквално Македонска академија, што институција ќе ја формираме, што ќе биде буквално. Така е. Сега што се случува? Ќе кажам, гостуваше Аристотел Тентов и во Египет. И министерот за антички како го викаат? За античка историја. За античка историја на Египет. Жена. И прво вика се закачивме, она го преведува, ова е Птоломеј. Добро вика, тоа е Птоломеј, ама не се чита Птоломеј. Не вика, ова е Птоломеј. Форете вика Аристотел. Да, Птоломеј, ама не се чита така. Па како се чита? Најжевено, тој Богу му дивеи. Ама овде пише Птоломеј. Добро вика, ако преведувате нешто од англиски на кинески, исто ќе го напишете. Реченицата они ја мерат со ленир. Го бара Птоломеј, овде се наоѓа на таа висина, тој ретова, го зема ленирот, од овде до овде треба да биде Птоломеј. Така го дешифрираат во универзитетот во Ориенталниот универзитет во Чикаго. Имаат книга издадена, онче Шонки ја вика дека го читаат, и тоа е најнаучното читање на демонското писмо од каменот од Розета. Ништо не прочитаат. Ако видите преводот е МРПРФШ, ниедна самогласка нема. А ние го читаме вака. Така. И после тоа жена вика, извинете, Тенто, и јас вика, дајте ми некои списи да разгледам, па после тоа да видам што е да збориме. Во имейл му пишува, извинете, јас имам учено од погрешни книги. А она зела докторска дисертација од читање од древното на демонското писмо од универзитетот во Чикаго. И на крајот се до тој па и вода. Се Барем жената била доблесна да се признае дека... Па исто како на историчариве, кога ќе се создадува, паѓа во вода дека словените се дојденат позади Карпатите, никаде нема официјален запис дека има поминато преку 3 милиони словени. Не вежбаат дека со цевче во уста го поминале 500 метри Дунав, со тенк пробува да го поминат, па Арно не се удел тенкот за време на Јена, тоа беше приказна у Белград кај што бев, кажува вика со тенк пробува да го поминат, 5 метарски цех, изгуби вика ориентација, кога почна да оди во текот на река, готово рековме, а не му работи радиоконтролата, ќе се удавија вика луѓе. Нашите предци биле по 5 метри 6 високи. Така да нема да дуваат на цевче. Ајде прво трската да земе. Да. Значи немаме такви бурги и ден денес да се пробуши трската, да иде, зашто нели има членови. Да. Тие членови се запушени. Со што ќе ги пробушите да направите преку метро цевче? Но немаме такви бурги. Нема.
А И они да има таква подготовка за таков потват, би траела... втора работа. Колку луѓе треба да дојдат за да се изврши инвазија? Значи ако има овдека 2 И што милиони е луѓе најинтересно, да дојдеш да направиш инвазија во Римска империја, која што Нема е шанси. најсилна по формации, нема по шанси. војските чекаат легиине во Дакија горе. А дека дошле луѓе, дошле. Дошле луѓе неборбено во мали количини, ама тоа биле луѓе кои што се вратиле назад во Македонија после екзодусот од Ромејското царство. Значи неколку века, 3 века, 4 Така, после. ти се вратиле дома. Ајде една слика кога беше Шкотска Македонија кога ги играа овдека. Дали видовте слики каде шкотланџаните легнаа на земја и спија на плоштад? Они не се викаат шкотланџани, не се викаат скоти или скити. Ани со килтови, како нашава народна носија што има килт, и со гајде. Како бе ние на другите таму земји нема гајде? Само Така. овие имаат гајде. И во своето име имаат Мек Грегор, каде што буквата Р изговараат перфектно. Перфектно. И овде се осетија како да се дома. Како се дома. И се шекна. И интересно е тоа што го спомена Саша, дека баш не само за гајдата, а туку и за кавалот беше каирците и килтот е токму кај бретонците, значи кај гали, келти, можеме да ги речеме, меѓутоа бретонци што се потомци на нашите бриги. И ден денес како имаат задржано тоа они во својот јазик кажуваат дека се брижани, брежонек, бриги. Има најдене дека Да. саксонците се потомци од македонски делови, од војници и не знам што. Во книга го имам, тоа го објави некој, ја ги собирам тие. И многу луѓе ги собираат. Значи, тоа се материи кои што веќе не може да поднесат да се тепаат, вие сте тоа, вие сте ова. Дај да видиме кои сме на крај. Зашто јас да учам од британска историја кога можам да учам од своја историја каде што ќе биде подкрепена на некои документи и докази? Во Гевгелија се откри Гордон наградот, кој што кланот Гордон, еден од најголемите шкотски кланови, си каже дека од таму име потеклото. Ајде вака, Близината на Гевгелија. ако можете, Да. зборот неготина, односно да го свртите обратно што ќе добиете. Неготина. Антиген, како да? Антигона. Антигона. Да. Е, која е Антигона? Во Софокле трагедии. Едите ги неготинчани. Така. Тие се антигонидите. Антигонидите. Е, така. Кавадарчани се аргјадите. Од аргјадите затоа има потекнува такво- лозата. Таков кралствце. ривалитет и Затоа има неподнесување помеѓу нив. затоа е. Ради војните помеѓу тие две Так, династии. ради тоа. Останато и до ден денес. И денеска у Кавадарци кога одам, на излезот од страна кога се влегува Кавадарци, има патогас и пишува неготино и додадено со фарба С точка неготино. Село неготино. Значи ривалитетот постои. Постои. Јазикот е ист, Ама се јадат. интересно, пред недела дена ми кажува неготинчани дека до пред 20 на години таму било страшно. Значи, ако се најдат во Неготино или во Кавадарци млади неготинчани мажи или обратно, тоа било крвови, значи се ваделе ланци, ножеви, стапови. Тоа е нешто направено за да не се почитуваме и да се тепаме меѓу себе. Тоа е провинцијализам. Не е битно кој од каде е. Апсолутно. Што сме? Треба да се помогнеме ни со други. Да не кажам дека и полицијата уште користи провинцијализам. Ако видат кола со друга регистарска табличка во друг град, одма казнат. Веднаш го казвам. Така. Значи мене тоа ми се Не си има случај, ни на мене, да. И зошто? До мене паркирана кола непрописно, таа не е проблем, и јас сум проблем. А странец кој доаѓа од друго место, не ги знам ја места, така и можам додам што да направам. Зашто? Поради што треба да се малтретира некој човек? Не сме сите луѓе. Можда е и тоа еден од сегментите кои нас не прават ранливи, вака се. Па секако. Неслогата. Неслогата секогаш постои. И егото у превод значи јас, его значи Да. јас. Ако јас сам себе се величам милион пати, а не го ценам тој што другиот до мене, ништо не сум направил во животот. Секогаш ако кажам нешто, сакам некој да ми каже не е така, важи, кажи ми што мислиш ти. Зашто ми се случило, не може ова да биде дешифрирано од
професор, па уште не електро, ова може да го направи само лингвист. Океј, во ред. Ајде ми ти твое мислење. Ова не ти е точен превод, добро? Кажи ми го твојот превод. Па да видиме што е точно, па може твојот е точен. Најдовме еден збор уури. Напишано со баш онака уури на текстот. Се утепавме од барање што би можело да значи уури. На хрватски ура е час. Да. А имаме на збора аура, кој што значи прикриена светлост Така. или обвивка. Аурата која што сите имаме. Да. И оттаму дојдовме до заклучок дека можеби и ри значи исијување, светлост на зрачење. Самите слогови создаваат збор. Дури русите имаат теорија дека војниот поклич што го викаат ура кога одат во војна, значи самите со тоа прават едно дејство Енергетски спиритуално, сноп, енергетско, што бутка напред. значи буквално на ра, на светлината, вика одиме во светлината и да загинеме. Да, ра е- Ура, да. Ние викаме дзе на светлина. Така. А во Египет светлина е фараон, нели? Фараон. Цар би било, најнадзе именца се вика цар, на македонски значи најсветлото име, нашето е отворено, во Египет се вика фараон. А денеска за светлина, за светлински викаме фар. На Точно, кола. на колите, Исто така. светлина би требало да представува и тоа. Ајде на другите слики да видиме што уште нешто да дадеме од тоа што ги имаме издвоено и направено. Ова е вестник во Франција од левата страна што е објавено дека се тоа комити во планини во македонски, а од десната страна бугарска преработка каде што кажува бугарски комити во македонски планини, френска илустрација, француска илустрација. Како тоа се менуваат некои податоци, ама тогаш можело и денеска тоа го прават. Не е битно, тоа е нивна работа. Нека си ги бараат они корењата, кај што сакат. Ја не им се мешам у тоа кој се што се, ама би сакал да ме остават да си кажам јас за мене кој сум, што сум и да си барам. Сега имаме една фреска во Русија, каде што се дадени 4 светски царства од Бога дадени. Римското, македонското, персиското и вавилонското царство. И секој од нив е обележан со некое животно кој што е синоним за тоа. Македонското е со лав кој што има крилја, а денеска тоа го имаме во Венетија или Венеција би рекле. Грбот на Венеција. Грбот на Венеција. И црвено-жолтата боја е основата на знамето ни. Значи тоа не е ништо случајно. Идеме понатака да видиме што ќе излеземе од овие. Така, сега ова е, да речеме, знамето на нашиот јужен сосед, грчкото знаме. Многу интересно е. Ќе одиме понатака, слика по слика, се само ќе се каже. Ова е знамето на источно-индиската британска трговска компанија од 1656 година, 17. која што владееле со Тихиот океан, Индискиот океан таму, без таа трговска компанија ниту можеле да продадат и најголемите војни окупации ги направиле баш тие. Тоа е нивно знаме. Големото викторијанско доба. Значи исто, само се други бои. Што се случува после? Еве го тоа знаме. После тоа се случува Америка. Да видиме кој владее во светот, кој е газдата. Ова точно знамето го покажува. Ова е поновото британско знаме, каде што денеска останува главното британско знаме, овие штрафти ги нема. Арном овие штрафти се појавуваат на еве го американското знаме остануваат. И имаме други знамиња на Нов Зеланд, на Австралија, каде што знамињата се слични. Во суштина и ден денеска владее британската круна со овие територии. Овие земји се Комонвелтот на британската круна. Понатака сега ќе биде кралевите. Дака, ова е се заедно крстот, тој црвен крст што го имаат на самите крстоносци, каде биле поставени во Португалија. Значи тоа е се еден ист символ кој што се менува од место до место. И сега да кажеме, 1827 година се формира се формира грчката држава. Прв владетел е Ото први, Вителсбах фамилијата. Имаме принцип. да, после сите кралеви се германци. Зошто е тоа така направено? Значи британците ја создаваат со помош на британска помош се создава Грција и им го даваат нивното знаме, меѓутоа треба да им дадат и принц, што ќе биде крал. Пошто не сакале да им го дадат принцот од Велс,
од таа лоза, им наметнуваат на германците да им дадат они од баварската фамилија, човек кој што е и цело време овие како што владеат, грците прават два пати рушење на монархијата. Пак, после кога пропаднале, пак им доаѓа баварски крал и пак они го рушат со тек на време. Значи, тоа се нивните, кои што оригиналните имиња им се десно, а лево им се превземените имиња за да бидат на тронот, кога се устоличуваат, обично им се менува името. Тоа се тие баварски кралеви кои што ја водат Грција и ја оформираат како држава. Тука имаме едно понатака, еве историската мапа што стои секаде во амбасадите во Грција, каде што се гледа која година, кој дел од територијата им е дадена на Грција. Кога првпат се формира Грција 1832 година е со жолта боја. 1913 година им е дадена Македонија, Тракија и Крит. Крит никогаш не бил во владење на Грција, Крит бил под владење на Египет. Интересно. И на Крит денеска за време на Втората светска војна била британска војна база. Така, ова ми го прати еден пријател од како се каже во Србија, кога се иде према Врање, после Врање, Владичин хан. Владичин хан. Да. Ова е грчкиот устав 1827 година и со тие со црвено што се подвлечени ми ги преведува и затоа ги оставив на српски за да се потсекам дека тој ми ги прати. Ја не знам од кај ги ископа човекот, алал да му е. Ајде да видиме преводот со српски. Ова е од уставот на Грција, тогаш првпат формирана. Вика, овој документ доказува да Грци имају врло кратко памчење. Они не могу да се сете како е створена грчка држава и шта представува данас savремени Грци. Зашто би savремени македонци морало да докажу да се антички народ, када данашни Грци немају апсолутно ништа со чиме би доказали да су пресвега Грци, а затим потомци стари Хелена. Чињеница да е преоко 190 година автоматски свако кој био христијанин у грчкој држави постao грк. Први политички устав Грчка 1827 година. Провинциите на Грчка, сите тие кои што се пушки, се одземени во борба против османската династија. И под дефиниција од уставот, грци се сите кои што живеат во Грчка и веруваат во Христа, и овој се си додава, значи србин из Грчка постае грк. Сите оние кои што веруваат во Христа, кои што се под османско робство, кои што дошле или ќе дојдат до грчка држава да се борат и да живеат во неа. И сите странци кои што доаѓаат и се запишуваат како граѓани. Ова е по дефиниција. Ова се говори. Од каков е грчката нација. Значи не се работи за етнички комплот кој е ист по генетика, туку по религија, по вера. Добро во ред. Затоа живите, например, понтиците, кога доаѓаа во Егејска Македонија највеќе, да, од Турција. учеа грчкиот јазик тоа што не им беше мајчен. 1957 година. Граматиката македонска кога е створена, дали знаеш точно? Блаже Коневски ја дава 47 година. 47, да. 57 година грците создаваат граматика за да се разберат тие од Атина со тие од Солун. Не се разбирале. Во двата најголеми грчки. Па не се разбирале. Затоа тогаш за прв пат е формирана граматиката на грчки јазик. Пуштиме следната слика, имаме доста символи кои што се најдени некаде низ светот. Еве го овој символ на пример, сонце на камен и на средина го имаме символот кој што го читаме ние на древно македонски, се чита на Богово или на душата небесна творечка, врховниот небесен творец. Зошто е ова прикажано? Затоа што после го откриваме овој символ, бугарите наоѓаат во Плиска, на следните слики ќе ги пушти режија, ќе ги прикажат, тоа ќе го рипнеме, после Плиска е. Добро, пуштите слика, ќе ги објасниме кога ќе дојде, ќе се поврземе. Ова е слика, сега што ја гледаме со лавот, со топка, потопен дел од градот во Александрија. Не, ова е фреска од црквите, ќе ги објасниме, гледаме горе на крстот два змаја. Не се змии, змаеви се. На Горна Македонија заштитник е, ајде ќе го кажеме тоа на крајот, еве го лавот, држи топка во раката. Ова е на влезот во Александрија, кој што е денеска под вода, затоа што е надојдено
морето поради топењето на снеговите, еве го. Кажува дека лавот е господар на светот. Топка, си знаеле, земјата е топка, лавот е господар на светот, а лавот е символ на сонцето, земното сонце или Арслан. И сега имаме еден на брод лав, каде што истиот символ го има, и од Квотердек се викал бродот Македонија 1812 година. На британски лав од Квотердек од Македонија бродот. А ова е премиер лига. Сега да име која била појака лига, дали тогаш македонската или денеска премиер лига. Символот е фасцинантен. Ова е во храмот на Јустинијан или Вистинитиот, правото име му е Петар од селото Биковиште, еве ги ноември, октомври и септември. Месеците на кирилично писмо. Така. Идеме понатака. Ќе видиме, ова ќе го рипнеме. Ова е символот на Македонија, лавот и земскиот символ и круната, односно корона. Короната значи небесната куќа на Македонија. Набавување ќе го рипнеме, не? Ова црквата. Може би ова е сега интересно да се каже. Значи, пошто крстот представува символ на Македонија и е името на Македонија, Ија, Македонија, на Горна Македонија заштитник е Бого Ка, односно змејот. Го чува здравјето на Горна Македонија. На Долна Македонија е Бого Же, односно Божица на животворна енергија. Денеска викаме Жевот. Русите за стомак викаат Живот. Да. Кога Горна и Долна Македонија, Јужна Македонија се обединети, тоа значи дека Бого Ка и Бого Же се заедно и тогаш имаме и здравје и живот. И затоа македонскиот поздрав е да сме живи и здрави. Бугарски е здравеј, српски е живели. Али македонскиот е кога сме обединети, сме живи и здрави. И тоа е символот на останат во Македонија, да се бидеме обединети како македонци. Не е битно кој од каде, битно е дали е македонец и дали ги почитува сите оние што живеат со него, а не да ги омаловажуваме. Не омаловажуваме никого. Ние можеме да живееме среќно како во бајките ако се почитуваме еден со друг. А ако не ги почитуваме основните човекови права, тогаш имаме проблем. Улогата на одива на емисијата ми ја земат и беше преубава поента. Тоа е тоа што ни фали, значи сплотување, заедништво помеѓу нас, еднашка веќе да почнеме да делуваме како целина, како еден организам. И тоа само што може да не однесе напред во победи, во тоа што треба да го направиме, што системски се руши 30 години. Имаме тема, можеме да збориме уште 5 емисии. Ова е само Јас се надевам дека ќе отвориме еден циклус на емисии кој што со тебе како гостин, а претпоставувам и сите претходни што беа кои дискутираа на слични теми како тебе, како Дардан Венецки, Блажо Призовски професорот, и ќе викнеме и други кои што не биле до сега во нашето студио. Ќе направиме своевидна лектира или учебник за тоа што ние како македонци сме го пропуштиле, што од незнаење, што од немарност, а што од намерно криење на овие факти од нашите очи. Да. Ти благодарам уште еднаш, Саше. А на вас, драги гледачи, ви посакувам период до следната емисија кој ќе биде исполнет со мир, со здравје, среќа и ова што го говоревме денеска со нашиот гостин, да ви биде како еден поттик и подстрек, самите да почнеме да размислуваме во која насока треба да се движиме. Родина Македонија е отворена за поддржувачи, за членство. Сите заедно треба да тргнеме во работа, во битка со тоа што ни се случува, со злото кое што е од ден на ден се поочигледно, и да извојуваме така долго очекуваната победа, да се вратиме на принципите на нашите предци, и тоа е тоа. Да не должам многу. Ви благодарам што станавте до овие доцни вечерни часови. Се најубаво, до следната емисија. Ви посакувам здравје, среќа и поздрав. Се гледаме. Истим
jezikom. Aleksandar Makedonski je naš. Makedonci su naši. Mi smo ih nažalost ostavili na cjedilu prije ovih 15-20 godina da im rade šta god hoće. Izgubili su ime svoje države, izgubili su svoju zastavu, izgubili su svoje knjige. To je jedan jako star spor što se tiče Evrope, Evropske unije, koja im je obećala svašta nešto samo da promijene ime. Ne znam ni koliko ljudi znaju. I jesu ih primili u Evropsku uniju? Ništa im nisu dali. Sad im Bugari ne daju, kažu, ne možete vi s makedonskim, prvo su i Grci. Mislim da ljudi ne znaju toliko zašto je to tako. Ali, gledaj, evo zašto je to tako. Aleksandar je naš. Aleksandar Makedonski. Aleksandar Makedonski. Pa njegov otac je Filip II. Makedonski, nije grčki. Svi generali Aleksandrovi su govorili makedonski. Niko nije znao grčki. A vi poslušajte današnje nastavnike, pomenuo sam srednje škole i fakultete, kako oni pričaju o Aleksandru Makedonskom. Da je on širio helenizam. Helenizam je širenje grčke kulture. Kako mogu generali koji govore makedonski, ne govore grčki, širiti nečiju tuđu kulturu? Grčka smatra da je on njihov i da je Makedonija bila gdje je Grčka. To je isto došlo u zadnjih 150 godina. Pa nije bilo grčke države. U njegovo doba nije bilo grčke države. Postojali su gradovi koji se smatrali kao city state, grad država. Atena je postojala, Spart. Nije bilo države grčke. Filip II. Je počeo sa osvajanjem većeg dijela današnjeg grčkog teritorija. Aleksandar je završio. Kada se Aleksandar širio prema istoku, dakle na Malu Aziju, na Perziju, pa gore išao prema Afganistanu, Indiji, imao je 26.000 vojnika, 20.000 uglavnom konjanika Makedonaca i 6.000 pješadije, ove pčuladije, Grka. Dakle, to samo govori ko je išao osvajati. Kad je Aleksandar najvjerojatnije otrovan, njegovi su generali podijelili tu veliku tadašnju carevinu. Ko je dobio Egipat? Njegov general Ptolomej, Makedonac. Vi čitate danas, ja stalno vodim grupu u Egipat svake godine. Čitate, gledate i ja slušam da je doba vladavine grčko-rimskih careva počelo sa dinastijom Ptolomejevića, ali Ptolomejevaca i tako dalje. Čovjek bio makedonski general. Znaš koji su to tektonski poremećaj da se prizna prava istorija. Sve bi palo, sve bi ove lažne priče o grčko, rimsko i tako dalje. Kad je Rim dolazio kod nas, a počeo dolaziti u 3. vijeku prije nove ere,